Централен дневник на К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денешниот ден ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. Општина Велес беше домаќин на бизнис форум за остварување заедничка соработка меѓу компании од Македонија и Унгарија за трговска размена. Лицата со хендикеп од сега ќе имаат полесен физички пристап до сите институции на системот во локалната самоуправа. Трет ден на партнерства на општините од Вардарскиот плански регион беше организиран во Кавадарци. Општина Велес беше домаќин на македонско-унгарски бизнис форум на кој беа презентирани можностите за соработка меѓу компании од овие две земји. Од локалната самоуправа сметаат дека овој бизнис форум е одлична можност за промоција на Велес, кој е познат како индустријска општина. Општина Велес беше домаќин на македонско-унгарски бизнис форум на кој беа презентирани можностите за соработка меѓу компании од двете земји. Истиот е во организација на амбасадата на Република Унгарија и Унгарската трговска куќа со седиште во Скопје. Целта е изнаоѓање на партнери за трговска соработка од двете страни. Во таа насока, според надлежните, веќе потпишани се 18 спогодби кои се од областа на аграрот до туризмот, опфаќајќи повеќе индустријски гранки. Унгарската трговска куќа има без малку 3000 партнери кои што се занимаваат со трговија, со производство, така да имаме на широко располагање потенцијални партнери кои би биле заинтересирани со соодветни македонски партнери да соработуваат. И одговарајќи на делот од прашањето, во 2014 година успеавме да направиме досегашен максимум во трговската размена, а во однос на тоа постигнување во 2015 успеавме дополнителни 15% од досегашните пресметки да постигнеме. Од локалната самоуправа сметаат дека бизнис форум од овој тип е одлична можност за промоција на Велес, кој е познат како индустријска општина. Додаваат дека во изминатиот период остварени се контакти со унгарски компании кои ги разгледуваат можностите за инвестирање. Последните години општина Велес силно инвестира во развој на бизнисот. Тоа го потврдено со инвестицијата во индустријските зони во Велес. Велес беше прогласен како град со поволно обкружување во Југоисточна Европа. Добрата инфраструктура во градот и ниските даноци, ниските комуналии за изграда. Од економското аташе на амбасадата на Република Унгарија сметаат дека овие трибини се добра можност да се увидат спецификите на локалната самоуправа, но истата истовремено да се запознае со можностите на унгарското стопанство. Во изминативе години исклучително високи резултати успеавме да постигнеме во размената помеѓу двете држави, но имајќи ги во предвид исклучително добрите политички односи помеѓу двете земји, сметаме дека постојат се уште големи резерви во однос на развојот на соработката и тука пред се сметам на развој на инвестиции, на директни инвестиции и на развојот на соработката помеѓу двете земји. Од Унгарската национална трговска куќа информираат дека целта е преку заедничка соработка меѓу двете земји да се обезбеди пласман на производите и на трети пазари. Македонската волна фактички само се опреми односно се преработи во Унгарија и беше продајана на пазарот во Кина и во Индија. Тоа е и 2016 веќе таков е односот. Значи нашиот производ, за да може побрзо да стигне до пазарите каде што веќе нема граници, дали Кина, Индија, Азербејџан, дали рускиот пазар и така натаму, тоа го планираме преку Унгарија. И затоа ги правиме овие средби да нашите стопанственици
да бидат поготово малите и средните предпријатија. Ова е 7-ма остварена средба со цел запознавање на македонските и унгарските бизнисмени. Истата доаѓа по потпишаниот договор за трговска соработка во 2014 година и отворањето на представништво на унгарската трговска куќа, која е прво во земјите од Западен Балкан. Трет ден на партнерство на општините од Вардарскиот плански регион беше организиран во Кавадарци. Со овој настан официјално се означи активностите насочени кон промовирање на граѓанскиот сектор во регионот кој ќе ја зајакнат социјалната заштита. Воспоставените релации на соработка меѓу општините во Вардарскиот плански регион беа поддржани и водени од страна на UNDP и Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Трет ден на партнерствата на општините од Вардарскиот плански регион беше организиран во Кавадарци. Со овој настан официјално се означија активностите насочени кон промовирање на граѓанскиот сектор во регионот кои ќе ја зајакнат социјалната заштита. Во рамките на проектот воспоставување на облик на меѓуопштинска соработка и социјални партнерства за грижа на ранливите групи, реализирани се градежни активности за монтажа на надворешни лифтови за лица со инвалидност, како и за ученици со посебни образовни потреби. Во склоп на останатите проектни активности направено е приспособување на тоалети за потребата на децата со посебни развојни потреби во 2 училишта. Обезбеден е простор за рекреација, инклузија на лицата со инвалидност преку изградба на летниковци и поставување на реквизити за рекреација за лицата со инвалидност. Воспоставените релации на соработка помеѓу општините од Вардарскиот плански регион беа поддржани и водени од страна на UNDP и Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Низ целиот овој процес имав многоубрани можности да бидам сведок на придобивките од соработката. Не само одличната соработка помеѓу 8 општини кои го сочинуваат Вардарскиот плански регион, туку и на конструктивната соработка помеѓу различните сектори, како што е локалната самоуправа, приватниот бизнис и граѓанското општество. Низ изминативе повеќе од 2 години, оваа соработка изнедри голем број успешни приказни кои ја докажа една позната мисла од Аристотел, а тоа е дека целината може да биде поголема од збирот на различните делови. Во доменот на социјалната заштита беше воспоставена меѓуопштинската соработка помеѓу општините Велес, Кавадарци, Градско, Чашка и Росоман, со цел да се подобри пристапноста во јавните институции за лицата со попреченост. Најпрво би сакал да се навратам во периодот на формирањето на мрежата на инклузивен развој, кога во 2013 година оваа мрежа беше поддржана, односно воспоставувањето на мрежата беше поддржана од UNDP. И тоа беше еден иновативен пристап во кој што се имавме можност заеднички на еден инклузивен, на еден партнерски, партиципативен начин да се вклучиме сите ние кои што изразивме желба, изразивме интерес да помогнеме во работата на центарот, меѓутоа и во развојот на целиот регион. Вардарскиот плански регион ќе продолжи да ги продлабочува и зајакнува партнерствата во регионот и ќе ги реафирмира заедничките вредности за одржлив развој. За создавање на апликацијата Реконвист, главната причина е хуманоста, чија цел е да се помага на децата болни од канцер. Оваа апликација е забавно награден карактер и за сега можат да ја користат само корисниците на смарт телефоните со Android и iOS оперативен систем. Хуманоста е причината за создавање на апликацијата Рековинст, чија цел е да се помогне на децата болни од канцер. Оваа апликација е многу распостраната во скандинавските земји, а од неодамна започна со работа во Македонија во Велес. Генералниот менаџер на компанијата, Горан Змејковски, напомена дека Македонија е една од најинтересните и најпредизвикувачките пазари во регионот на Југоисточна Европа, затоа нивниот избор бил токму Македонија. Varför Makedonien? Det är på grund av att jag har mina rötter här i Makedonien. Чувствував долг кон својата земја и на овој начин со инвестирање во развојот, со вработување на млад и активен кадар, со свежи и иновативни идеи, јас лично, но и групацијата која стои позади оваа инвестиција, сметаме дека Македонија како земја може да го најде своето место во светот на модерниот бизнис и да развие одлична предприемачка клима која ќе носи земјата напред.
Ние со оваа инвестиција не сакаме само да допринесеме кон развојот на бизнис климата, но и кон горчливите проблеми со кои денеска се соочуваме, како што е ракот кај децата. Апликацијата може да ја користат за сега само корисниците на смарт телефоните со Android и Apple оперативниот систем. Рековинст е апликација од забавно награден карактер, а воедно и маркетинг агенција. Фирмата го продава рекламниот простор во самата апликација. За сега имаме некои интересни понуди за почеток во овој 3-месечен следен период. На тој принцип компанијата го полни својот буџет, односно ги обезбедува и наградите, го полни својот буџет. Покрај редовните трошоци што ги има на месечно ниво, голем дел од чистата заработка што ќе биде оди во хуманитарни цели. За почеток, 5 вработени ќе работат на промоција и продажба на апликацијата кон клиентите, но со тенденција овој број уште годинева да се зголеми. Амбициите на скандинавската управа во регионот на Југоисточна Европа се големи и со самиот старт на работењето во Македонија веќе се подготвуваат и најавуваат инвестиции во останатите земји во регионот, како и изработка на апликацијата на албански јазик. Од Рековинст велат, хуманоста може да биде забавна. Извозот на индустриските зони бележи континуиран раст. Во првите 3 месеци извозот на странските компании од зоните изнесува 429 милиони евра и бележи раст од 33%. Ова го изјави директорот на дирекцијата на ТИРС Виктор Мизо. Извозот во првите 3 месеци од годинава на странските компании од зоните изнесува 429 милиони евра, а само во месец март извозот е 165 милиони евра. Забележен е раст од 33% и истиот е континуиран. Ова го изјави директорот на дирекцијата за ТИРС Виктор Мизо и додаде дека е зголемено производството од сите компании во ТИРС. Само за првите 3 месеци оваа година имаме додадена вредност од страната на зоните во вкупна вредност од 120 милиони евра, што значи дека увозот во овие 3 месеци беше 310 милиони евра, додека извозот е 429 милиони евра. Значи имаме зголемено производство од страна на сите компании. И покрај тоа што планиран беше 10% раст, сепак истиот е 33%. Мизо истакна дека се надева дека овој тренд ќе продолжи и понатаму, со што директно ќе допринесе и кон намалување на трговскиот дефицит на земјава, а истовремено изголемување на покриеноста на увозот со извоз. Лицата со хендикеп од сега ќе имаат полесен физички пристап до сите институции на системот во локалната самоуправа. За таа цел денеска беше пуштен во употреба лифтот наменет за оваа категорија на граѓани. А во рамки на активностите на Вардарскиот плански регион беше отворен и регионален центар за поддршка на граѓанскиот сектор со седиште во општина Кавадарци. Лицата со хендикеп од сега ќе имаат полесен физички пристап до сите институции на системот во локалната самоуправа. За таа цел беше пуштен во употреба лифт наменет за оваа категорија на граѓани во општинската зграда на локалната самоуправа. Во една кооперација која што ја претходно ја имавме со сите здруженија за лицата со посебни потреби или со било каков хендикеп, кои што се денеска и присутни тука, ни беше доволен мотив како Кавадарци да отпочнеме уште минатата година набавка на колички кои што се електронски колички за нивно подобро движење. И еве во овој дух би сакал да најавам една добра работа која што е во напредна фаза во преговорите со Дрексел Мајер да првпат почнеме со вработување на вакви лица и тоа во приватниот сектор. Овој проект е во насока на остварување социјална заштита на лицата со посебни потреби, односно подобрување на квалитетот на нивното живење и создавање услови за независен живот, што представува еден од главните приоритети не само на Вардарскиот плански регион, туку и на Обединетите нации. Денес сме овде на третиот ден на партнерствата во рамките на Вардарскиот плански регион и тука сме во духот на соработка помеѓу самите општини од Вардарскиот плански регион, како и соработка помеѓу различните сектори во рамките на општините, како и соработката со невладиниот сектор и граѓаните. Еден од темелите, не само на Вардарскиот плански регион, туку и на Обединетите нации и водилки во нашата работа е инклузијата.
инклузијата на сите во општеството, на ранливите групи, особено на лицата со инвалидност, како еднакви членови, рамноправни членови на општеството. Ова е втор ваков лифт во општините од Вардарскиот плански регион. Првиот беше поставен на меѓународниот ден на лицата со инвалидност во општинското основно училиште Васил Главинов во Велес. На неколку општини се направија проекти токму за лицата со посебни потреби, меѓутоа благодарение на нашата соработка со UNDP ние правиме проекти и во други сегменти од значење за локалните самоуправи што ги раководиме во моментов. Токму така би се надоврзала ја на амбасадорката дека Вардарскиот регион е лидер меѓу регионите не само за програмите за лица со посебни потреби, туку и воопшто во работењето на целокупните региони во сегмент на проекти, во сегмент на подготвување, соработување и соработката меѓу сите општини во регионот. Инаку во рамки на активностите на Вардарскиот плански регион беше отворен регионален центар за поддршка на граѓанскиот сектор наменет за општините од овој регион. Станува збор за изградба, односно реконструкција на претходно руиниран објект во износ од 5 милиони денари, кои средства беа обезбедени од програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Инаку тоа е само еден од низата проекти кои што во Вардарскиот плански регион, но и во цела Македонија преку програмата за рамномерен регионален развој беа финансирани во текот на минатата и се надеваме ќе продолжиме и оваа година. На отворањето на регионалниот центар беше потпишан и договор за опремување на овој центар за поддршка на граѓанскиот сектор. Инаку овој проект е финансиран од Бирото за регионален развој, Министерството за локална самоуправа, како и од UNDP. Сдруженијето на граѓани ФАТ Стоби, организатор на културната манифестација Рацинови средби, денеска распиша конкурс за доделување на наградата Рациново признание за 2016 година. Како организатор на културната манифестација Рацинови средби, Сдруженијето на граѓани Фестивал на античка драма Стоби денеска распиша конкурс за доделување на наградата Рациново признание за 2016 година. На конкурсот можат да учествуваат издавачи кои во периодот од јуни 2015 до април 2016 година објавиле прозно дело од македонски автор. Сите кои се заинтересирани своето учество можат да го пријават најдоцна до 5 мај, кога завршува конкурсот. Како што соопштуваат од организациониот одбор, помеѓу најзначајните критериуми при изборот и одлучувањето на жири комисијата ќе биде иновацијата во форма, структура и содржина. Втора година поред се објавува конкурси за наградата Антологија на болката. Таа се доделува за најдобра дебитантска збирка љубовна поезија, со цел да се направи афирмација на нови автори. Манифестацијата Рацинови средби, која представува културен белег на Велес, годинава ќе се одржи по 53 пат. Во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци вчера беше отворена изложба на ликовниот уметник Андријана Мациев од Скопје. Изложбата насловена Живот во бој беше представена пред љубителите на уметноста. Кавадаречките љубители на уметноста беа сведоци на уште една прекрасна самостојна изложба на ликовниот уметник Андријана Мациев од Скопје. Изложбата насловена Живот во бој беше представена во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе. Нежните линии под мајсторската рака на уметникот, оградени со стаклено прозирен валер, не ја сокриват незината женска сензибилна природа. Животниот импулс го достигнува својот зенит во единствен облик – човечкото срце. Во него почнува да се прелеваат сите бои на париското поднебје. Црчот е сугестивен и мистичен истовремено. Делата на Мациев пленат со својата радост, раскажуваат за љубовта, безгрижно танцуваат низ патувањето наречено живот. Ќе запише за авторката уметникот Мирјана Крстева Масети. Изложбата се состои од моите дела направени во последниот период, од некаде 6-7-8 месеци, каде по престој во Париз, таму веќе се почнати некои, но кога се вратив после 2 месеца, нели продолжив да работам овде. И мислам дека затоа е насловена изложбата Живот во бој, бидејќи тука ни самите дела се
се гледа нели животот во боја, бидејќи јас мислам дека го живеам животот, не мислам, туку така и го живеам животот во боја, секогаш ја гледам позитивната страна и едноставно сакам да чувствувам убавината на животот, па тоа и се чувствува нели ни самите дела. Андријана Мациев дипломира на Факултетот за ликовни уметности во одделот графика во класата на професор Димитар Миладинов. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, изложува самостојно и учествува на повеќе групни изложби, манифестации и ликовни колонии во Македонија и надвор од државата. Собранието ги избра новите министри и заменици министри во владата предложени од ДУИ. Трговски дефицитот над 190 милиони евра во првите 2 месеци од 2016 година. Ова се вестите од Македонија. Собранието на Република Македонија со 73 гласа за, околу 30 против и 1 воздржан, ги изгласа новите предлози за министри и заменици министри од редовите на ДУИ. Предходно премиерот Емил Димитриев ги поднесе предлозите на Али Ахмети, лидер на ДУИ, до Собранието. Станува збор за ресори кои се испразнија по оставките на министрите кои доаѓаат од ДУИ и кои беа констатирани од страна на Собранието, образложи пред претениците Емил Димитриев. Имајќи во предвид дека се работи за влада на спроведување на изборите, која е договорена со политичките партии, која има ограничен мандат и имајќи го предвид краткиот рок, сметам дека е коректно да се прифати предлогот за нови членови на владата. Очекувам овие лица да пристапат со максимална посветеност, согласно Уставот, рече Димитриев. Новите министри и заменици министри положија свечена заклетва на 100-та седница на Собранието на Македонија. Во периодот јануари-февруари 2016 година, извозот на стоки од Република Македонија изнесува 7,5% и бележи пораст во однос на истиот период минатата година, објави Државниот завод за статистика. Најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови. Покриеноста на увозот со извоз во периодот јануари-февруари 2016 изнесува 76,4%. Во овој период, според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, земјава најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Бугарија. Собранието ќе биде распуштено на 7 април, а изборите ќе се одржат на договорениот датум, односно на 5 јуни, изјави претседателот на Собранието Трајко Велјановски. Тој напомена дека на 7 април веќе ќе биде распуштено Собранието, а на 6 април до вечерта може до полнок истото да работи, согласно одлуката за измена на одлуката за распишување на Собранието. Тој напомена дека уште 2 дена се работни, така што Собранието може да носи закони, вклучувајќи и овој избор на министри и заменици министри. Велјановски очекува да има нормален тек овие денови, да се изгласаат закони секако на 7 април сабајлето, Собранието да биде распуштено и согласно неговите надлежности да распише избори за 5 јуни. Германија во наредниве 2 години ќе прими 13.500 нови бегалци и дополнителни 1.600 сириски бегалци кои сега се сместени во Турција. Министерството за правда на Панама соопшти дека фактите кои се опишани од националните и меѓународните медиуми, наречени панамски документи, ќе бидат предмет на истрага. Вестите од светот. Министерството за правда на Панама соопшти дека фактите кои се опишани од националните и меѓународните медиуми, наречени панамски документи, ќе бидат предмет на истрага. Властите на повеќе земји, меѓу кои Велика Британија, Франција, Шведска и Норвешка, веќе побарале од новинарите копија од документите за да ги истражат и да работат на воведување соодветни мерки во борбата против затајувањето данок. Министерството за финансии и даночната служба на Соединетите Американски држави веќе објавија нови мерки против корпоративни и даночни инверзии, кои вклучуваат користење на офшор зони. Во Кина пак се воведе ограничување на објавувањето информации за скандалот поврзан со податоците за даночни затајувања во врска со аферата Панамски документи.
Германија во наредниве 2 години ќе прими 13.500 нови бегалци и дополнителни 1.600 сириски бегалци, кои сега се сместени во Турција, согласно договорот ЕУ-Турција. Бегалците ќе бидат примени во земјата само ако ги исполнуваат предвидените услови, тврдат представници на Германското министерство за внатрешни работи. Портпаролот на Министерството Харалд Најман за интернет порталот Рудан изјавил дека мигрантите кои ќе добијат дозвола за влез треба да се едуцирани, да имаат познавање од странски јазици и да имаат роднина или друг спонзор кој поседува германски пасош. Овие услови нема да важат за постарите мигранти и за децата, но возрастните кои имаат високо образование или се стручни во одредени области, мора да ги исполнат новите критериуми. Утре на арената Филип II со почеток од 18 часот ќе се игра градското дерби помеѓу екипите на Вардар и Работнички. Македонскиот ракометен голман Борко Ристовски од следната сезона заедно со капитенот Кирил Лазаров ќе ги брани боите на Барселона. Следуваат спортските вести. Дерби над преверотот во редното 25-то коло во првата фудбалска лига меѓу Вардар и Работнички ќе се одигра утре на арената Филип II со почеток во 18 часот. Откако и двата тима одиграа викендов 2 дерби пресметки, Вардар го победи Шкупина Чаир со 1:0, а Работнички загуби минимално дома од Шкендија. Романтичарите се надеваат дека ќе се обидат во дуелот со Вардар да дојдат до позитивен исход, откако го загубија дуелот со Тетовци, а капитенот Милан Илиевски, кој е поранешен играч на Вардар, освојувајќи 2 титули во 2012 и 2013 година, потенцира дека соседското дерби секогаш максимално ги мотивира. Капитенот смета дека играта на Работнички оди во нагорна линија и покрај поразот на последниот меч со Шкендија, пренесува официјалниот вебсајт на фудбалскиот клуб Работнички. Македонскиот ракометен голман Борко Ристовски од следната сезона, заедно со капитенот Кирил Лазаров, ќе ги брани боите на Барселона. Според шпанските медиуми, тој потпишал 2-годишен договор со каталонскиот гигант и актуелен европски шампион, со што дефинитивно заминува од редовите на Бундеслигашот Райн-Некар Ловен. Новиот трансфер доаѓа откако Барселона остана да смета само на шпанскиот репрезентативен голман Гонсало Перес де Варгас, но и по одличната одбрана која ја презентираше Ристовски во изминатиот период. За македонскиот голман ова е трет клуб за кој ќе игра во Шпанија, откако претходно бранеше за екипите на Теукру и Алгесирас. Во фудбалската лига на шампиони вечерва ќе се одиграат првите четвртфинални надпревари. На програмата е шпанското соочување меѓу екипите на Барселона и Атлетико Мадрид и надпревар на кој се очекуваат нешто помалку возбудувања, во кој Баер Минхен ќе го пречека тимот на Бенфика. Во меѓусебните дуели во шпанската лига, Барселона во 2 наврата го порази Атлетико со резултатот 2:1, но доживеа мал пат на играта откако во последниот надпревар Барса беше поразена од вечниот ривал Реал со 1:2. Атлетико забележа добра игра во изминатиот период, но се соочува со повредени дефанзивни играчи. Баер Минхен пак, кој успеа да избегне елиминација од Јувентус во претходната рунда, е апсолутен фаворит против Бенфика, која на последните 3 надпревари со резултатот 5:1 и 4:1 убедливо изгубила од германскиот тим. Надпреварите се со почеток од 20 часот и 45 минути, а во истиот термин утре ќе се сретнат и Волсбург со Реал Мадрид, како и ПСЖ со Манчестер Сити. Шекил Онил, Ален Ајверсон и Јао Минг се трите кошаркарски легенди на НБА лигата, кои официјално ќе бидат нови членови на кошаркарската куќа на славните во класата 2016-та. Во оваа деценија, тие ги завршија своите професионални кариери и оставија длабока трага во НБА. Најголеми успеси од нив тројца оствари Шекил Онил, кој за 19 сезони освои 4 шампионски титули, 3 со Лос Анџелес Лейкерс и 1 со Мајами Хит и имаше просек од 23,7 поени и 10,9 по надпревар.
Јао Минг е првиот странски спортист во Соединетите Американски држави кој бил избран како прв пик на драфт. Тоа се случи во 2002 година. Го селектираше Хјустон Рокетс, а кој знае што ќе се случеше со овој тим и кариерата на Минг ако не беше серијата повреди. Дресот на Рокетс го носеше од 2002 до 2011 година и не успеа да го однесе тимот до завршницата во плейофот, иако самиот постигнуваше по 19 поени и 9,2 скока по надпревар. Членови на куќата на славните во класата 2016 се уште Джери Райнсдорф, собственик на Чикаго Булс во периодот на најголема доминација на тимот, Шерил Свупс, една од најдобрите кошаркарки во Соединетите Американски држави во историјата, и Том Изо, долгогодишен тренер. Постхумно чест им е укажано уште на Зелмо Бити, Дерел Геретсон, Џон Маклендон и Камберленд Поси. Денеска имавме сончево и релативно топло време со мала до умерена облачност, со температура до 26 степен. И утре исто така не очекуваат високи температури. Да ги погледнеме деталите. Тука е крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер. Пријатно.